Ние ќе зборуваме за еден настан кој што ќе се случува утре. Станува збор за една изложба која што ја организира кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман. За ова ќе зборуваме повеќе со нашите гости. Им посакувам добро утро на Владко Костовски, Маријан Костовски, така, да. Председател на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман. Добро утро и добро дојдовте. Ја да си припрашам да не погрешам. Ајде да проговориме нешто повеќе за ова што ќе се случува утре. Станува збор за една убава изложба, каде, кога и за што точно? Ево вака се утре на 30 април ќе биде одржана ЦАЦИ изложба, тоа е меѓународна изложба, па во рамките на таа изложба која организира Кинолошкиот сојуз на Македонија, во рамките значи на таа изложба Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман по втор пат ќе представи расата во создавање Македонско овчарско куќе Караман. И сега да им појасниме малку на гледачите, верувам дека им е непозната на многумина, меѓутоа ќе кажеме дека ова куќе постоело уште од одамна. Значи не е ништо ново, не е ништо, ете така. Еве вака сега во врска со ова куќе пред едно 17-18 години со брат ми, читајќи народна литература, народна македонска, од собирачите од Цепенков, од да речеме од Миладиновци, од Шапкарев, забележавме дека во епските народни песници се проткајува името Караман. И се заинтересиравме, водевме по бачила, сликавме, меревме и така натаму, и забележавме и од исказите на луѓето кои непосредно живеат со нив, забележавме дека тоа некогаш постоело. И дека всушност не е случајно што било забележано во народните умотворби. Единствено тоа куќе. И може слободно да се каже дека ниеден народ не опеал толку едно национално куќе како што тоа го направиле македонците низ нивните народни песни. Анонимниот народен творец, користејќи го мотивот за Невен Пео, тоа е мотив кој го користи во една своја песна и Васка Илиева, за Невен Пео песната позната, постарите ќе се сетат на неа, може слободно да се каже дека всушност повозрастните во Македонија се сеќаваат на Караманот, оние што пред 30 на 40 години имале можност да ги гледаат стадата овци кои се уште постоеле низ Македонија, сега е малку поинаква состојбата на тој план. Меѓутоа, еве, денес се обидуваме да го реставрираме на некој начин Караманот, ние како Кинолошки клуб Македонско овчарско куќе Караман, значи на еден организиран начин, ете преку изложби, ете преку други манифестации, преку јавни настапи и така натаму. Но не работите само на признавање на оваа раса и промовирање во Македонија, туку поентата е всушност да се дознае за ова куќе и низ целиот свет. Така е, и не само тоа, туку ова е прва раса која во е создавање, меѓутоа која ја содржи придавката македонско. Така. Тоа е многу важно. И на тој начин Македонија ќе се рекламира и во светот. И преку меѓу другото така. И меѓу преку куќето. Она што можат зад мене да го видат и го гледаат веќе гледачите е всушност поштенската марка која што беше изработена именно Македонски пошти оддел Филателија издаде поштенска марка со ликот на македонскиот Караман. Уште една активност за подобра промоција. Да. Значи, во рамките на активностите на клубот изнаоѓаме разни начини како расата да доближиме до оние кои немале можност да ја запознаат, затоа што станува збор за раса која е на изумирање, може да се најде по изолирани планини, бачила. И оваа прилика ја користам да се заблагодарам до луѓето од Македонски пошти, што изнајдоа можност во графата за домашни миленици за 2011 година да ја вметнат оваа марка и утре на изложбата една јавна сцена ќе им биде изразена благодарност на одредени луѓе од Македонски пошти. Сакам малку да проговориме нешто повеќе за куќето. Ова е куќе чувар, верувам. Да. За каде се е најпогоден? Ова е раса која може во зависност од начинот на одгледување да послужи за многу намени. Македонската полиција, единицата за брзо распоредување, значи најелитната единица, има своји 2 карамана, кои ние лично им ги поклонивме како кутриња пред 4-5 години и тие служат за
чуварски потреби на магазини за разбивање на демонстранти. Но истото тоа куче е добар чувар на домот, на имоти, на складишта, но и приврзан за семејството и тешко прифаќа дека некој ќе од надвор ќе би влегол во дворот и Што значи дека се исклучително интелигентни? да, знаат да проценат со контролирана агресија тогаш кога е потребно да израз. Какви се, што се всушност ќе има утре на изложбата, да ги информираме уште еднаш гледачите, што се ќе може да видат и да ги поканиме каде? Па очекуваме помеѓу 20 и 30 примероци од оваа раса, ќе суди кинолошкиот судија Владимир Крстевски и ова е јавна покана до оние кои имаат во дворот Караман, а не добиле покана, можат значи до 11 часот да дојдат покрај рингот на стадионот на Арама и може да учествуваат, значи бесплатно е пријавувањето. Така, дали можеби во последно време уште повеќе заинтересирани македонци има што сакаат да имаат ваков убав примерок во својот двор? Јас се надевам дека во интерес, значи во интерес на една кинолошка форма, на една форма на живот која треба да опстане, во интерес нејзина е неопходно да се пријават што повеќе луѓе, да покажат интерес, да ја чуваат. Се разбира, ние имаме и своја веб страница и имейл адреса и така натаму. Некако ќе контактираме и нема проблем да добијат еден примерок, било да е тоа возрастен примерок, било да е тоа малечко кученце. Во секој случај, убаво е една неимерска акција која би требало една раса се ствара 20-30 години, значи тоа е долг процес. Неопходно е да се вклучат што повеќе луѓе во Македонија, зашто во процесот на признавање на една раса многу е неопходно да биде омасовена во матичната земја. Па поради тоа не е лошо секој што има Караман или ако има можност да земе од некакво бачило или од планините на Македонија, да едноставно да дојде во контакт со нас, затоа што секоја нова крв од оваа раса ни е потребна во создавањето, во селекцијата и така натаму. Така. И сега оние кои што верувам дека ќе ги има, ќе сакаат да земат еден ваков примерок дома, кажите ми кои услови на живот ги бара посебни, на што треба да се внимава? Се разбира, ова е планинско куче, ова е овчарско куче, значи неопходен му е двор. Убаво е голема раса куче, значи да има поголем простор. Тоа е неопходно, инаку во други случаи би го мачеле во згради и така натаму. Значи, оној што има двор, најубаво е за кучето во такви едни услови, барем во такви услови. Понатаму, ова е водливо куче, значи не е некој агресивно, освен по потреба. Понатаму, доста интелигентно, иначе по изглед, како што видовте, како што можат да покажат и камерите во сликите што ги донесовме. Тоа е црно овчарско куче, доста е складно во своите пропорции и тоа е борец кој не се откажува кога станува збор за чување на стадата, имотот, луѓето и така натаму. А верувам дека оние кои што имаат мали членови, односно дечиња во своето семејство, ќе ги интересира и како тој се однесува спрема најмалите членови пред се, тоа е битно. Да, кон децата е поприлично приврзан и ако расте покрај детето, тоа веќе е заштитено дете. И нека го пипне после некој надвор. Ви благодарам многу за гостувањето во Добро утро Македонија. Многу успех во работата и да се надеваме дека македонското овчарско куче Караман ќе го има наскоро низ целиот свет. Се надеваме. Ви благодарам уште еднаш. Добар ден на сите. Еве започнува рингот за караманите, за македонското овчарско куче Караман. Но најнапред да доделиме одредени признанија на луѓе кои се заслужни од Македонски пошти, кинолошкиот судија и од општина Ѓорче Петров, ако има присутен представник. Се надеваме ќе имаме добра забава, ќе не послужи времето и нека победи најдобриот. Најнапред Владимир Крстевски ќе одбере едно од сликите по заслуга првиот судија што ги судел караманите, а по казна сега и по втор пат ќе ги суди. Сега следи Блаже Милошевски, заслужен за поштенската марка која Македонски пошти ја доделија на
по барање на клубот Македонско овчарско куќе Караман се отпечати за 2011 година и најзаслужните меѓу нив се Блаже Милошевски, Владо Гашевски, денес се веќе им изразиме една благодарност. Сега Блаже ќе одбере една од голите слики. Kasnije Miloš Македонска почта оваа година издаде поштенска марка за Македонското овчарско куќе Караман. Македонскиот Караман во голема мера ги задолжи наредните генерации македонци да ја зачуваат неговата мистична митска природа. Неговото величество Караман, низ тешките векови крвава македонска историја, успеа да се зачува на духовен план преку македонското народно книжевно творештво, а и да се зачува во генетско-телесниот простор, најмногу на македонските планини. Од почит спрема овој цар на македонските планински врвови, кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман поднесе барање до македонски пошти за издавање на поштенска марка, плико и воден жит со ликот на македонскиот Караман. Барањето беше одобрено на задоволство на македонската кинолошка и друга јавност. На пликото беше представен капи, на водениот жит Канчо, а на поштенската марка Калеш. Карамани со кои браќата Костовски започнаа со одгледување на расата. Ајде да видиме дубол. Ајде, дубол значи. Имаш ли некој да ти помогне? Не знам кај другарче. Вели викни го биро бе, кар. Ајде, најди го биро. Ајде пише. Биро. Биро. Добро. Биро. Ова е стара. Колку е стара? 8 години. Добро. Не мора да ми помогне. Затвори. Отвори го. Јазикот да е еднак. Добро. Ево од страна да видим. Ево од друга страна. Добро. Ти не мора толку близо, зашто има агресивни, немој да отиде камера. Од подалеку. Не е толку близо. Ајде затвори. Дај колку е сторона?
Име на кучка. Име на кучка. Видра. Колко е стар? А? 4 години. Не знаеш дата. Имам запишано. Караманката Видра на Станимир Ѓуревски прва се појави на оценувањето. Сите караманки зрачеа со својата убавина и трпеливо го чекаа својот ред да застанат пред судијата Владимир Крстевски. Видра беше една од поубавите караманки, но судијата ги проценуваше сите нивни квалитети, а особено начинот на нивното движење. Следуваше караманката Црна на Дарко Димитриевски, која не беше во најдобра изложбена форма, но сепак добро се носеше со својата старост. Колко е стар? 3 години. А? 3 години. Това кранчо беше? Кранчо, да. Собственик тебе те пишал? Женка стара 3 години. Саша. Средно, да? Средно висока, силна, компактна. Главата силна. Со широко чело. Очите костенливи.
Ушите добро да садени носат. Видлива слузокожа темна. Забало коректно. Вратот силен. Да. Добро поврзан со трупот. Ја да ги одесам слики види ова, дека ги оценува, зашто овде помине време. Грбна линија равна. Линија равна. Линија равна. Опашот добро насадени носен. Или дај. Градите широки. Ај, према издесно се врати. Помина оценувањето на канџа на Маријан и Владко Костовски, пошто следуваше оценувањето на караманката Ара на Станимир Николиќ. Караманката Виданка на Владко и Маријан Костовски, водена од Петар Павловски, беше исклучителна реткост затоа што припаѓаше на колористичната варијанта која македонските сточари ја нарекуваат карамани со 4 очи. Според македонските народни верувања, овие карамани имаат моќ ноќе да ги видат и да ги уништат демонските суштества. Караманката Нера на Павле Иванов не беше расположена да ги чепкаат забите, но сепак се согласи да соработува. Кротка убавица која пленеше со својата грациозност. Караманката Мона Лиза на Борис Лазовски зрачеше со виталност и подвижност, а Борис беше горд на незиното потекло.
Два значајни предци од расата Караман демнеа во незиниот генотип. Незината мајка Чигра беше првиот државен првак на Македонија, а незиниот татко Катил беше Караманот прикажан на поштенското плико отпечатено од македонски пошти. Од мајка Чигра и од татко Катил. Следуваше минатогодишната победничка Чигра на Владко и Маријан Костовски, но незините 12 години веќе тешко ги носеше на своите плеќи. Редот и дојде и на Джина, на Дарко Димитриевски, за кого судијата имаше конкретни совети за незината на тамошна селекција. И да парите обавезно со учење што имаат дома забава. Ако не знаете што забава подворна видица на дома вака. Значи ќе пазите многу ред да водите за тие работи. Следуваше оценувањето на мажјаците. Конкуренцијата, како и на минатогодишната изложба, беше силна, па победникот не беше извесен. Прв во редот застана Томе Велковски со својот Караман Каро, кој со својот силно завиткан опаш се перчеше пред судијата за да добие некој поен повеќе, но и за да не го посрамоти својот стопан Томе, кој постојано се грижи за неговата убавина. Колко е ста? 15 месеци. Како име? Тајсон. Да, Тајсон, собственик, име? Лютви Рушити. Само още да му покажеш. Ако не држите го 20. Не. Младиот Караман Тајсон на Лютви Рушити во рингот се однесуваше како неговиот имењак од областа на боксот и постојано им ја демонстрираше својата сила на преостанатите во рингот за да докаже дека Лютви со право му го дал тоа име.
Мартин Велиновски беше премлад за да го ракува Караманот лав. Лавот сепак е лав. Неговата импозантна глава доминираше и беше вистинска реткост да се види ваков Караман, на чиј врат не достигаше само дебел метален околувратник со боцки, кои македонските сточари им ги ставаат на најквалитетните кучиња. Караманот Циго, на Ивица Здравковски, доминираше со својата големина, но се чувствуваше растоварено затоа што заради своето пресечено уво чувствуваше дека неправедно не може да победи. Наред дојде минатогодишниот победник Кербер на Сашо Божиновски, кој почувствува присуство на некоја караманка која е во фаза на парење. Му недостигаше неговиот стопан Сашо, кој беше далеко од него. Сепак, гордоста која ја носеше како минатогодишен првак не му дозволуваше да биде помалку добар од првата изложба. Неговата типична караманска глава и цврстото тело укажуваа на квалитетната генетика која ја носи со себе од прочуените карамани од селото Патишка река. Младиот Караман Црни на Дејан Атанасовски радосно мафташе со својот опаш затоа што и тој за првпат зачекори во рингот за македонско овчарско куче Караман.
страшните заби на Караманот Бурдуш, на Љупчо Боцевски, беа гаранција за безбедноста на Љупчо, но и за имотот кој му беше доверен на чување. Следува Караманот Астор на Александар Димитриевски и Караманот Цезар на Мирослав Ѓорчевски, син на минатогодишниот победник Кервер. Со својата лесна градба и кратко влакно не му беше достоен на неговиот татко, но доволно му беше што во неговите вени тече крв од славно потекло. Ова е калеш. Значи тоа од марката. Калеш. Наред дојде и Караманот Калеш на Маријан и Владко Костовски, чиј лик е представен на поштенската марка која се промовираше на почетокот на изложбата. Но не е само тоа. Калеш е син и на Караманот Катил, кој беше представен на поштенското плико отпечатено од македонски пошти, што дополнително ја зголеми неговата важност и перчење низ рингот. Следуваше изборот на најубавата меѓу најубавите. Сега во круг. Значи сега оценуваме сите позитивно што се оценети женки. Идеме најубава женка. Ајде малку побрзо, ќе може ли? Али правите отстојање. Што имаме повеќе женки, ќе правиме селекција и ќе ги вадиме оние. Прва раса, ние денеска ќе избереме само една најубава женка. Сега ќе видиме која е најдобра ќе видиме. Караманката Мона Лиза на Борис Лазовски
беше прогласена за најубава караманка на изложбата, пошто следуваше избор на најтипичен караман. Во воздухот се чувствуваше дека повторно, како и на првата изложба, изборот на државен првак на Македонија нема да биде лесен. Кој од кој поубав караман и кој од кој појунак? Таблица брой 53650 Тренинг Црне колата А сега малку музика. Дечки, ајде вака. Ајде гледайте ме мене малко, слушайте ме па да привршим. Слушайте од лева страна. Слушайте ме мене и полека, ајде почнете да идете у круг према лево. Значи тука имаме кучиња од различити возраст. Тоа се приметува и на самите кучиња, имаме некои постари, помлади, поголеми, помали. Вака ќе почне. Имаме тука мажек, многу убав, компактен, убава глава, меѓутоа за мажек би требал да биде нешто и повисок, посилен, поснажен.
Иначе тој е во тип на расата и многу убав како примерот. Овде имаме млад мажак кој е доста мажевен, силен, компактен, јак, добро поврзан. Мене што ми смета кај него се долните опуштени усни. Тој е млад пес и уште сега има тие опуштени усни што понекогаш даваат знаци за лимфатичност кај расата. На негова зрелост кога ќе направи 3 години сигурно главата ќе биде уште поголема и тие усни, посебно долни, ќе бидат уште поопуштени, што не се цени многу кај расата. Стабилен, компактен, со многу убава глава, овчарски карактер стабилен и кај него замерка исто би требало нешто да биде по-робусен, посилен. Главата стварно има многу убава глава, можда од поубавите тука на излог. Овој мажек, зрел мажек, импозантен, многу добро поврзан, силен, исто добар представник за својата раса, меѓутоа тие линии на глава би требало да бидат покоректни, носната линија би требало да биде поравна, челото нешто пошироко. Тој има исечено уво, едно десно што можеби и главата сигурно би изгледала другше кога би ги имал двете уши паралелно. Меѓутоа нема везе, ова се сите мање или више работни песови кои се земени од некаде, од бачила или па и некои се селектирани во урбана средина. Овој мажак има доста убава глава за расата, меѓутоа конституцијски е слаб. Би требало да биде многу посилен. Градниот кош да биде посилен, појак. Значи, куќето, дали генетски или во слаби услови е чувано, за неговиот возраст би требало да биде многу посилен и појак. Тука имаме многу убав пес, можеби најстварен од сите, најурамнотежен, најизбалансиран, секако дека и кај него главата би можело да биде нешто и посилно. Меѓутоа многу конституцијски, многу јак, стабилен, еластичен, прав овчарски пес, добро поврзен пес кој може да издржи цело време да работи на терен. Значи, сите кучиња, помалку или повеќе, си имаат своја мана, што е нормално и подразбирливо. И сега од овие кучиња ќе гледаме да избереме најдобро во моментот, според моето мислење. Ај ќе почнеме, уште ќе правиме еден круг, ајде тамо направите место, сите кои не се учесници со кучиња, нека се тргнат надвор, пошто овие се машки кучиња, оштри се, да не дојде до некоја несакана ситуација. Браво, Кирвер! Браво, Кирвер! Ајде, Кирвер, браво! Браво, Кирвер! Сите го закачате или сите се закачате? Не, он се закача.
Одем. Иди, мире. Браво, Керчо, браво. Отлично. Браво, Миле, отлично се движи, браво! Миле! Денеска навистина имам во тешка ситуација сум да избереме куќе кое ќе биде сигурно показател за натамошниот развој на оваа наша раса. И со сите додавања и одзимања, значи треба нешто да избалансираме и да одредиме едно куќе кој ќе биде најубав за денес. Куќето нека биде најубаво за денеска овој, ви кажувам, најсилен, најкомпактен, најак, во тело, главата нешто поопуштени усни, меѓутоа во целокупен, кога ќе се погледне со некои плюси или минуси, мислам дека за денеска тој е прост. Браво! Мира, си дова. И мајка ти прво место. Заврши уште една успешно организирана изложба од кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман. Караманите Мона Лиза на Борис Лазовски и Тајсон на Љутви Рушити беа прогласени за државни прваци на Македонија. Се закитија со победничките плаштови, кои за прв пат се доделија на оваа изложба и ја добија наградата Златен околувратник, која оваа година е со нов дизајн. Оваа изложба ќе биде запаметена по многу нешта. Беше промовирана поштенската марка со лик на македонско овчарско куќе Караман, а крај неа беше и Караманот Калеш на Владко и Маријан Костовски, кој беше представен на марката. Ќе биде запаметена по импозантните примероци, по силните мажјаци и елегантните женки, кои се истакнуваа со својата убавина. Заврши уште една добро организирана изложба од кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман, со која треба да се подигне свеста кај македонците дека имаат одговорност да ја зачуваат својата национална раса со која се гордееле нивните предци.
Ти што го гледаше овој документарен филм, можеш ли да чуваш Караман? Оштри се да не дојде до некоја несакана ситуација. Браво, Кермер! Браво, Кермер! Браво, Кермер! Ajde, Kermер, браво! Браво, Кермер! Сните го закачате или сните се закачате? Не, он се закача. Одем. Иди, мире. Браво, Керчо, браво. Отлично. Браво, Миле, отлично се движи, браво! Миле! Денеска, навистина имам во тешка ситуација сум да избереме куќе кое ќе биде сигурно показател за натамошниот развој на оваа наша раса. И со сите додавања и одзимања, значи треба нешто да избалансираме и да одредиме едно куќе кој ќе биде најубав за денес. Куќето нека биде најубаво за денеска овој. Таблица број 53650 Crne Колата, Австрија. Опел А сега малку музика. Дечки, ајде вака.
Ај гледайте ме мене малко, слушайте ме па да привршим. Слушайте од лева страна. Слушайте ме мене и полека, ајде почнете да идете у круг према лево. Страшните заби на Караманот Бурдуш, на Љупчо Боцевски, беа гаранција за безбедноста на Љупчо, но и за имотот кој му беше доверен на чување. Следува Караманот Астор на Александар Димитриевски и Караманот Цезар на Мирослав Ѓорчевски, син на минатогодишниот победник Кербер. Со својата лесна градба и кратко влакно не му беше достоен на неговиот татко, но доволно му беше што во неговите вени тече крв од славно потекло. Калеш. Значи тоа од марката. Калеш. Наред дојде и Караманот Калеш на Маријан и Владко Костовски, чиј лик е представен на поштенската марка која се во фаза на парење.
Му недостигаше неговиот стопан Сашо, кој беше далеку од него. Сепак, гордоста која ја носеше како минатогодишен првак, не му дозволуваше да биде помалку добар од првата изложба. Неговата типична караманска глава и цврстото тело укажуваа на квалитетната генетика која ја носи со себе од прочуените карамани од селото Патишка река. Младиот караман Црни на Дејан Атанасовски радосно мафташе со својот опаш затоа што и тој за прв пат зачекори во рингот за македонско овчарско куче Караман. Избор на најтипичен караман. Во воздухот се чувствуваше дека повторно, како и на првата изложба, изборот на државен првак на Македонија нема да биде лесен. Кој од кој поубав караман и кој од кој појунак? Таблица брой 53650 Тренин Црне А сега малку музика. Дечки, ајде вака.
Ај гледайте ме мене малко, слушайте ме па да привршим. Kućinja od leva strana. Slušajte me mene i poleka, ajde počnite da idete u krug prema levo. Караман и кој од кој појунак. Tablica broj 53650, Trening, Crne Kota, Ostra. Opel A сега малку музика. Dečki, ajde vaka. Ajde gledajte me mene malko, slušajte me pa da privršim. Kućinja od leva strana. Slušajte me mene i poleka, ajde počnite da idete u krug prema levo. Таму ова е водливо куче, значи не е некое агресивно, освен по потреба. Понатаму доста интелигентно, иначе по изглед како што видовте, како што можат да покажат и камерите во сликите што ги донесовме. Тоа е црно овчарско куче, доста е складно во своите пропорции и тоа е борец кој не се откажува кога станува збор за чување на стадата, имотот, луѓето и така натаму. А верувам дека оние кои што имаат мали членови, односно дечиња во своето семејство, ќе ги интересира и како тој се однесува спрема најмалите членови пред се, тоа е битно. Да, кон децата е поприлично приврзан и ако расте покрај детето, тоа веќе
е заштитено И нека дете го каде пипне иде. после некој надвор. Ви благодарам многу за гостувањето во Добро утро Македонија. Многу успех во работата и да се надеваме дека македонското овчарско куќе Караман ќе го има наскоро низ целиот свет. Се надеваме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарим и ние. Добар ден на сите. Еве започнува рингот за караманите, за македонското овчарско куќе Караман. Но најнапред да доделиме одредени признанија на луѓе кои се заслужни од Македонски пошти, кинолошкиот судија и од општина Ѓорче Петров, ако има присутен представник. Се надеваме ќе имаме добра забава, ќе не послужи времето и нека победи најдобриот. Најнапред Владимир Крстевски ќе одбере една од слики по заслуга првиот судија што ги судел караманите, а по казна сега и по втор пат ќе ги суди. Сега следи Блаже Милошевски, заслужен за поштенската марка која Македонски пошти ја доделија на побарање на клубот Македонско овчарско куќе Караман се отпечати за 2011 година и најзаслужните меѓу нив се Блаже Милошевски, Владо Гашевски и денес се веќе им изразиме една благодарност. Сега Блаже ќе одбере една од голите слики. Нас не е мило што Македонска пошта оваа година издаде поштенска марка за македонското овчарско куќе Караман. Македонскиот Караман во голема мера ги задолжи наредните генерации македонци да ја зачуваат неговата мистична митска природа. Неговото величество Караман, низ тешките векови крвава македонска историја, успеа да се зачува на духовен план преку македонското народно книжевно творештво, а и да се зачува во генетско-телесниот простор, најмногу на македонските планини. Страшните заби на Караманот Бурдуш, на Љупчо Боцевски, беа гаранција за безбедноста на Љупчо, но и за имотот кој му беше доверен на чување. Следува Караманот Астор на Александар Димитриевски и Караманот Цезар на Мирослав Ѓорчевски, син на минатогодишниот победник Кербер. Со својата лесна градба и кратко влакно не му беше достоен на неговиот татко, но доволно му беше што во неговите вени тече крв од славно потекло.
Одем. Иди, мире. Браво, Керчо, браво. Отлично. Браво, Миле, отлично се движи, браво! Миле! Денеска навистина имам во тешка ситуација сум да избереме куќе кое ќе биде сигурно показател за натамошниот развој на оваа наша раса и со сите додавања и одзимања, значи треба нешто да избалансираме и да одредиме едно куќе кој ќе биде најубав за денес. Куќето нека биде најубаво за денеска овој, ви кажувам, најсилен, најкомпактен, најак, во тело, главата нешто поопуштени усни, меѓутоа во целокупен, кога ќе се погледне со некои плюси или минуси, мислам дека за денеска тој е просто. Мира, си нова. И мајка ти прво место. Македонскиот караман во голема мера ги задолжи наредните генерации македонци да ја зачуваат неговата мистична митска природа. Неговото величество Караман, низ тешките векови крвава македонска историја, успеа да се зачува на духовен план преку македонското народно книжевно творештво, а и да се зачува во генетско-телесниот простор, најмногу на македонските планини. Од почит спрема овој цар на македонските планински врвови, кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман поднесе барање до македонски пошти за издавање на поштенска марка, плико и воден жит со ликот на македонскиот Караман. Барањето беше одобрено на задоволство на македонската кинолошка и друга јавност. На пликото беше представен капи, на водениот жит канча, а на поштенската марка калеш. Карамани со кои браќата Костовски започнаа со одгледување на расата. Ајде да видиме
фудбал. Фудбал, значи. Имаш ли некој да ти помогне? Не знам кај другарче. Вели викни го Биро, бе, как? Ајде, најди го Биро. Ајде, пише. Биро! Биро! Добро. Биро! Ова е стара. Колку е стара? 8 години. Добро. Не, мора да ми помогне. Затвори. Затвори го. Јазик од една. Добро. Ајде од страна да видим. Ајде од друга страна. Добро. Ти не мора толку близо, зашто има агресивни, немој да отиде камера. Од подалеку. Не е толку. Караманката Видра на Станимир Ѓуревски прва се појави на оценувањето. Сите караманки зрачеа со својата убавина и трпеливо го чекаа својот ред да застанат пред судијата Владимир Крстевски. Видра беше една од поубавите караманки, но судијата ги проценуваше сите нивни квалитети, а особено начинот на нивното движење. Следуваше караманката Црна на Дарко Димитриевски, која не беше во најдобра изложбена форма, но сепак добро се носеше со својата старост. Колку е стар? 3 години. А? 3 години. Во Кранчо беше? Кранчо, да. Собственик тебе те пишал? Женка стара, 3 години. Саша. Средно, Средно висока, силна, компактна. Главата силна. Со широко чело. Очите костенливи.
Младиот Караман Црни на Дејан Атанасовски радосно мафташе со својот опаш затоа што и тој за прв пат зачекори во рингот за македонско овчарско куче Караман. Име на кучка. Име на кучка. Видра. Колко е стар? А? 4 години. Не знаеш дата. Имам записано.